имигранти на територията на општина Битола. Единствената цел, која сакате да ја постигнете, е тоа да го отвлечете вниманието од тоа што ви следува во овој период, тоа се локалните избори. Ниту ви е гајле за бегалците и самите знаете дека ги нема, ниту сакате да го решите проблемот, ниту имате желба или немате желба нешто да постигнете. Единствената ваша желба е да го отврнете вниманието од вистинските проблеми кои ги има општина Битола и кои ги има во Република Македонија. Сакат до 15 октомври да не зборуваме за Рамилокот, да не зборуваме за транспортерот, за неисполнетите ветувања, да не зборуваме за стадионот, за спортската зала, за улиците, за загадениот воздух. Вие сакате да зборувате за тема која самите си ја измислите. Сакате да зборувате за тема која сакате да наметнете, сметајки дека со тоа што ги изигравате против бегалците, ќе добиете некој глас. Плюс, меѓутоа, ви кажувам од оваа говорница, 2,5 години ве лажат и сега продолжуваат да ве лажат и јодат да наметнете бегалците ќе ги добиете локалните избори. Ниту ги добиете, ниту ги имате шанса да го намалите поразот. На 15 октомври ќе загубите многу пометливо како што изгубите на 11 декември обикновено. Ова што сега го правите, немој да мислите дека е нешто што досега не се случило на политичката сцена во Македонија. Го правеше и Социјалдемократскиот сојуз, го правеше добро да НМН. 2004 година го наметнавте референдумот за територијалната поделба и сакам да ве потсетам и вас, председателке, и вашите колеги, дека тогаш собравте 18.000 подписи за неколку дена во канцеларијата на Министерството за правда. Сега собирате помет и умите, како што викате, 4.000 подписи на улица, од кои половината се најверојатно подпишани по домовите. Дека се работи за партиска иницијатива, сите знаат, дека се тоа луѓе кои работивте во државните предпријатија, кои се организатори да се јавуваат како будење, знаеме сите, и со еден бел поглед по списоците кои се подпишани, ќе видите дека се работи за чиста партиска иницијатива и дури со мало моје внимание, број 1214 сте го подпишали дури и Слободан Кончановски. И сега зборувате дека тоа се не е партиска иницијатива, верувајте дека човекот сигурно не појде на консул да се подпиши, туку дома, и го подпишате со нивните матични броеви. И другата работа што ја правите незаконска како цялата иницијатива е тоа што ги користите броевите, матичните броеви и ги шетате ги покажувате секаде. Тоа, верувајте, е незаконско, затоа е измислено да се подпишува во Министерството за правда. Зошто го измислувате проблемот, бидејќи заборавате и не сакате да знаете? Се поставува вистинското прашање сега. Од кој се браниме на овој референдум? Од кој ќе се браниме? Од бегалците? Се поставува прашањето каде се бегалците. Правилно некој од вас некакви официјални бројки колку бегалци дошле, например, во оваа година и зошто не доаѓаат? Знаеме или не знаеме? Во 2017 година од Турција во Грција дошле 14, за 8 месеци 14.000 бегалци. Војната, ако вратне во Сирија е при крај. И решавањето на проблемот со бегалците не зависи од тоа дали Валентин и Игор ќе гласаат во овој локален совет. Зависи од некои поголеми политики. А тие поголеми политики велат дека на територијата на Турција се сместени околу 3 до 4 милиони бегалци за кои Европската унија поможила со 6,6 милиарди евра да остане таму каде што се. И тие се стануваат таму и затоа ги нема во Македонија. И Грција има право да ги врати сите оние што ги бидат на низината територија на местото каде што дошли. Тој е проблем. Со завршувањето на војната во Сирија е надминат. И тука, во Македонија,
во овој момент затоа нема бегалци. Не затоа што ние ќе гласаме на референдум. Единствената пак ти кажам, е тоа што вие сакате да стимулирате перцепција и сакате да подигнете страх кај луѓето, измислувајќи дека ќе дојдат бегалци во Република Македонија. Е сега зошто лажите и зошто сте дволични во целата оваа игра? Ќе ве прашам што сте правиле во минатото и какви вие стратегии сте носеле во овој период. Значи, нема да ви зборувам напамет, ќе ви покажам документи. Значи, овие стандартни оперативни процедури за постапување со ранени категории лица странци. Донесено во 2016 година од Национална комисија за борба против трговија со луѓе и легална емиграција. Во неа, да не заборавам, македонски, албански и англиски. Да не мислите дека сега е печатено. Во неа ќе видите сите работи кои тогашната влада ги предвидувала за заштита на бегалците и луѓето кои доаѓаат во Македонија. Значи, зборува за згрижување и сместување, зборува за здравствена заштита, зборува за стручно осposobување. И сега вие ваквите документи ги заборавате, викате сега стратегијата на министерката. Понатаму, ова е мислење до влада на Република Македонија издадено во 2011 година. Ние едно нас не беше на власт. Во него пишува информација за имплементација на стратегија за интеграција на бегалци и странци од Министерство за труд и социјална политика го доставуваме следното мислење. Министерството за транспорт и врски ја има предвид усвоената стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија 2008 и 2015 година, со која се предвидува процес на интеграција на признаени бегалци и лица под хуманитарна, односно субсидијарна заштита и други ранливи целни групи. Поради хитноста на реализацијата на програмата за интеграција на лица, на кои им е признато правото на азил, која има за цел поддршка на домаќинствата кои се стампено необезбедени и кои се корисници на право на социјална парична помош, е предвидена изградба на стампени единици за бегалската популација. 2011 година предлагаме преку заедницата преку ЗИЛС податоци за слободно градежно земјиште за конкретна намена да достават општините со спреметување на поставка за децентрализација, урбанистичко планирање и промена на локално ниво. Ова сте го пишувале, колеги, во 2011. Не го видел кој е подпишан. Горан Михајловски, заменик министер, нашиот колега. Значи, вие сте го подпишали, кој го измислил? Мила Царовци. Министер Спиро Ристевски. 2012 година. Министерството за труд и социјална политика има одобрен проект за изграда на социјални станови преку ИПА фондот за сместување на бегалци и социјално загрозени лица, за поддршка на имплементација на стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија. Министерството за труд и социјална политика има аплицирано до ИПА фондот за финансирање на изградба на 100 стампени единици. Цитирам Спиро Ристевски. Која промена на стратегија, кои други работи? Извадот од нацрт записник на влада на Република Македонија 24 седмица 2011 година. Се задолжува Министерство за транспорт и врски во рок од 10 дена да предложи една или две локации на земјиште во државна собственост која може да се користи за изградба на стамбени единици. Претходно информација по точка информација за имплементација на стратегија за интеграција на бегалци и странци. Читам. Значи, ова е од Спиро Ристевски. Предходното
предходното го прочитав цело. Се, ме прашувам, зошто тогаш нивен од будење и од вас не распиша референдум за искажување на против? Значи, почитува на Колешке, бегалци од Сирија нема ни оваа година. Нема нима да има година, значи ова е стратегија. Да правиме разлика, стратегија која е необврзувачки документ за нив. Меѓутоа, со ова што го читам и ја кажувам вашата дволичност. Значи, вашата дволичност. Кога бегалците од Сирија беа најмногу, значи ланската и предходната година, вие не доставивте овде, кога ВМРО беше на власт, не доставивте иницијатива за да спроведиме референдум. Зошто не доставивте иницијатива? Заборавивте. Понатаму. Сакате по ова, значи единствената работа, која сакате да направите е приков да се спасите на локалните избори. И тоа ви е единствената работа. Наместо да зборуваме за Битола, ние ги зборуваме за фиктивни проблеми. Немаме никаков проблем. Значи никаков проблем да гласаме за одлуката за референдум. Немаме никаков проблем да гласаме за тоа да нема на оваа територија бегалци. Се слагаме, значи сакаме, зборуваме за вашата измислени проблеми, зборуваме за вашата желба да избегнете вистинската дебата. Зошто не прашувам јавно, зошто да не направиме референдум на 15 ноември? Во тој месец дена ќе бидат многу бегалци, па ќе ги сместиме, па ќе да ги враќаме. Референдум, преправете одлуката на 15 ноември ќе имаме референдум. Се споредате на 15 ноември? Значи, направите го тогаш референдумот и ќе зборуваме. Значи няма никаков проблем. Ви кажам. Значи никаков проблем. Кога ще да изпълнувате бегалците од Сирија? Дали, например, некој од вас се запрашал, како вас, како Демохристијанска партија, колку од другите што доаѓаат таму се православни христијани? Не прашувам, дали некој од вас знае колку од них се православни христијани? Како Демохристијанска партија, сакам да ве прашам, дали сте прашувам да ве знаете од Демохристијанска партија? Прашува, дали знае? Дека најголема жртва во војната со Сирија на страна од ИСИС се православни христијани или језуити. Да знае. Значи, имам право да зборувам, зашто нямам право да зборувам. Вие зборувате за бегалци од Сирија. Јас се прашувам дали знаете вие се најголеми фондове. Значи, не ви е важна ниту верата, едноставно сте против бегалци без разлика на шо, така? Замислете пред 70 години на овие простори, некој во Европа да размислуваше слично. Мислам дека многумина од нас немаше да бидат светото на денот. Ако размислуваа вака, како што вие сега треба да размислувате. Како што размислувате. И на крај, значи би сакал, кога зборувам
зборуваме за бегалци, кои сега би рекол дека не е важно. Важно е да се бегалци, а не е важно да се християни, дали се ислам или некоја друга вера. Ќе ви покажам неколку слики на познати бегалци во светот да ви промени слика. Замислете, вместо да беше населуваја, да бевте во мнозинство добро да ДПМН и политички се држиш за референдума за да ги спаси изборите. И сега, например, можем да ви кажем. Можем и слики да ви покажем и да прочитаме ако сакате. Ајде, например, Алберт Ајнштајн. Еден од бегалците, еден од непознатите бегалци во свет. Значи, Еври избегал 1933 година се насел во Америка. Од нацистичка Германија. Бегалци. Марвен Дитрих. Хенри Кисинџер. Ќе ви покажам слики. Мелвин Олбрайт. Бела Барток. Начитав Милош Форман. Вие сте против сите можни бегалци, така ми рекам. Без разлика на вера и нација. Изабела Аленде. И на крај, од поновата некои ги знајде, не ги знајде, например, колегата Билешки ги знајде, Невен Суботич и Илија Пишевич. Се сето бегалци кои избегаат од војните од државните дали што живеат. Значи, ова што го зборувате сте против сите можни е опасна работа. И бројките кои зборуваат не ви зборуваат во прилог на тезата која зборувате, мислам дека бројот на луѓе кои побарале азил на Македонија во претходната година и останале тука е негде околу 14 или 15 луѓе. Единствената работа која колешките партизановски постојано ги упаѓале во спорт е да се спасат, да го намалите резултатот, да се спасат вашите од оној што го следва и после тоа, а ова да го наметнете како тема историја. Ниту овие што ветераат за референдум регаје за бегалците, ниту се грижат за бегалците, ниту за прифатните центри, за ништо. Единствената работа што ја правеа кога беа бегалците е возот од Гевделија до Скопје од 10 евра го направат 25 за да земат паричка. И то ги интересираше и то ги интересира. Ништо друго не ги интересира во светот, видовме за тоа. Морам да изреагирам